Се исплаши ли Западот од руските автомобили? Помина само малку време откако луксузниот Аурус Сенат со сиот свој сајај заблеска пред европската публика, а веќе се појавија првите пречки за негов пласман. Проблем наводно е името чија регистрација во Европскиот сојуз за интелектуална собственост е оспорена од страна на Toyota, Lamborghini и Michelin. Овие три компании, секоја за себе, независно сметаат дека називот Аурус е премногу сличен на името на веќе пензионираниот Аурис, кросоверот Урус и семејството француски пневматици Таурус. Истиот назив го користи и Форд за својот голем седан што го продава во Америка и Кина, но тој не смета дека некој може да го помеша со Путиновата председателска лимузина. Русите пак многу не се сакираат за тоа. Производството на Аурус е распродадено за оваа и идната година, а акцентот за понатаму ќе биде ставен на азиските пазари пред се Блискиот Исток. Поддршката за тоа во вид на 110 милиони евра стигна од Државниот инвестицијски фонд на Обединетите Арапски Емирати, кој за возврат ќе се стекне со 36% од акциите на компанијата. Овие средства ќе бидат наменети за организација на масовно сериско производство и развој на дистрибутивната мрежа. Покрај предстојните нови модели, кабриолетот и моноволуменецот, во план се и кросовери моторцикли. Со проблеми се соочи и Лада, која мораше да ја прекине продажбата на своите автомобили во западноевропските земји. Како причина се наведуваат построгите норми за издувните гасови, кои руските возила повеќе не ги задоволуваат. Раководството на компанијата објави дека целокупните квоти ќе бидат пренасочени кон новите извозни пазари во Латинска Америка и на Блискиот Исток. Враќањето во Европа е планирано дури за неколку години со нови посовремени модели. Во меѓувреме, покрај во Египет, каде возилата на Лада се произведуваат од 2002 година, се преговара и со Иран и Алжир.